Секој човек што врши јавна функција за секој кажен збор треба да биде подготвен да сноси и определена одговорност. Во тој смисол, господинот Зоран Заев, носител на листа на изборната единица број 4 од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, изјавува дека економската ситуација во целата Македонија е лоша, а во Струмица, затоа што тој е градоначалник, се цвета и напредува. Го повикувам господинот Заев да престане да ја замајува јавноста, представувајќи се себе си како економски експерт, затоа што и студентите на првата година на економскиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев во Струмица ги знаат следните факти. Општините и градоначалниците не водат економска и макроекономска политика, туку тоа го прават институциите на државата преку Министерството за финансии, владата и Народната банка на Република Македонија. Локалната самоуправа не располага со ингеренции, инструменти и средства за водење на макроекономска политика. Струмица има околу 50.000 жители и во економските текови по глава на жител во Република Македонија учествува со само 2,5%. Значи, и доколку во Струмица економијата е супер, само заради Заев, тој сака да каже дека трговскиот центар Глобал, како негова инвестиција, например, влие врз извозот на феролегури во Кавадарци или врз производството на кабли во Команда. Почитувани, ова е шарлатанство. Вакви глупости од господинот Заев се изнаслушавме во последните 6,5 години. И немаше сега да ги коментираме, ако не беше предизборие и ако не беа опатени кон целата јавност. Го кажуваме ова затоа што обичниот граѓанин не може до крај да биде упатен во економските политики. Но економистите и стопанствениците знаат дека тој човек за економија зборува како да е во мало гранапче, а презентира да биде иден премиер. Но на крај да подсетиме на тоа како господинот Зоран Заев го зголемува бројот на вработени во Струмица. Неговата семејна фирма, Еленица, во која тој може да прави што сака, во 1996 година, пред приватизацијата имало 195 вработени. Според податоците од јануари 2011 година, во Еленица имало 101 вработени. Значи, економистот, човекот кој ветува нови вработувања, во неговата семејна фирма го намалил бројот на вработени за половина. Вистината е посилна од се. И затоа граѓаните на Струмица ќе кажат да за реформи и развој.